Проширувањето останува високо на агендата на словенечкото претседателство со Советот на Европската Унија. Владата во Љубљана уверува дека ќе го продолжи она што претходно го започна германското и португалското претседателство, обиди за отворање на преговорите со Скопје и со Тирана. Словенечкото претседателство особено ќе се посвети на продолжување на проширувањето и стабилизацијата на Западен Балкан со акцент на усвојување на преговорачките рамки за Северна Македонија и за Албанија, се вели во програмата на Словенија. Тоа го потврди словенечкиот премиер кој денеска во Европскиот парламент ги образложуваше шестмесечните приоритети на неговата земја. Јанез Јанша повеќе и останатите членки да се фокусираат на ова прашање. Оптимист е дека е можен напредок веќе во октомври. The European Union is making big steps forward. Европската Унија прави големи чекори напред кога се фокусира. Ако проширувањето биде шеста тема на дневниот ред, тогаш никогаш нема да стигнеме до темата. Ако ова прашање го ставиме повисоко на агендата, тогаш ќе можеме да направиме конкретни чекори напред. Албанија и Северна Македонија може да направат напредок на следниот самит во октомври, ако сите се концентрирани на тоа. Европската комисија помага, но на крајот станува збор за политичка одлука. Еден од аргументите кои ги употреби дека проширувањето било најкорисната алатка на ЕУ за стабилизација, но и дека во изминатите 15 години Унијата не само што не се проширила, туку и се намалила. Вели дека не ги разбира противниците на проширувањето и се надева дека со внатрешните дебати за еднината на Европа ќе се отвори дискусија за овој процес. Председателката на Европската комисија, која следеше презентацијата на Јанша, побара Унијата да го исполни ветеното, а земјите кандидатки преземените обврски во делот на реформите. Our goal is to start the intergovernmental conference on Albania and North Macedonia now. Целта е да ги започнеме меѓувладините конференции со Албанија и Северна Македонија. Тоа се многу конкретни чекори, а ние како комисија поднесовме инвестициски план од 9 милиарди евра за поддршка на Западниот Балкан, за да го развие регионалниот пазар, што е подготовка за приклучување кон заедничкиот европски пазар. Никогаш не треба да се предадеме. Треба да тежнееме кон помирување и реобединување на ова европско семејство. Има многу работа, но затоа сме тука. Прашање е колку е реален оптимизмот на Јанша и на фон дер Лајен и колку земјите членки ќе успеат да влијаат врз Софија да попушти од цврстиот став. Последната порака од Бугарија, која за неколку дена оди на нови парламентарни избори, е дека пристапувањето на Северна Македонија во Европската Унија не може да е желба само на ЕУ, туку како што се вели, мора да има докажани активности од страна на Скопје за желба за билатерално решавање на проблемите кои ја спречуваат Софија да даде зелено светло за старт на преговорите. За Гласот на Америка, Владимир Мирчевски.